Еврокомисијата не се откажува од предлогот за укинување на сезонското сметање на времето, вели тој се уште на листата и во парламентот и советот за расправа. Не сме го повлекле, велат, иако е точно дека помина низ неколку обиди за усвојување во текот на минативе години. Изјави Итконен во одговор на новинарско прашање дали меѓу претходно доставените предлози за усвојување кои што ги повлекува Еврокомисијата е и самата иницијатива со која се предлага укинување на практиката за промена на времето на зимско и летно сметање. 14 март, ова е најната информација која пристигнува од Брисел, вели предлогот за укинување на сезонската промена на времето и натаму е на листата на задачи. Инаку, главната портпаролка на Европската комисија Паула Пињо појасни дека во рамки на својата политика за поедноставување решава да ги повлече сите предлози доставени пред најмалку 5 години, а за кои Европскиот парламент и Советот на Европската унија се уште не постигнуваат договор на нивно усвојување. Како и да е, следната промена на времето, имаме време, сигурно Сања до тогаш повторно ќе ја викнеме, во ноќите помеѓу 29 и 30 март, и тука има некоја промена, вели кога часовниците во 2 часот ќе се поместат за 1 час понапред. Ова не сум го знал дека повторно има некаква, ова е информација која што сега ја читам. За март, па, тоа беше сега што помина. Да, меѓутоа повторно велат дека некаква нова промена во некој друг дел од светот. Тоа мислам дека е неточна информација. Ова е единствената, така? Не, да, ова е единствената промена. Значи 29 и 30 март е единствена. Последниот викенд од месецот март. Здраве Боже, потоа за октомври ќе се гледаме. Инаку добро ни дојде, мислам дека не постои поголем експерт во оваа област. Мене ми е жал затоа што сите сакаме да те имаме од друга страна. А од друга страна, драго ми е што колку можеме да имаме барем еден човек кој што добро ќе ни ги даде овие експертски можности. 2 пати годишно сигурно и си наша гостинка. Медиумска турнија. Не, стварно ви благодарам многу зашто па и така ја креваме свеста за спиењето кај луѓето и многу ми е драго секогаш кога гостувам. Да, иако треба и повод да ни бидат други теми од областа на твојата работа, Сања, со оглед на тоа што еве ние повод го користиме оваа промена на времето или нели како велиме летно и зимско сметање на времето, но сепак има многу работи кои што и нашите гледачи ги интересираат и нас очигледно не интересираат и сакаме да прашаме. Онако што го спомена Марче, Европската унија работата за предлозите ќе се прифаќа, нема да се прифаќа, тоа се провлекува низ години назад. Веројатно во Европската унија имаат малку повеќе други приоритети отколку промината и дали ќе се менува или не, но онако што нас не интересира и верувам најклучно би било во овој дел и со тоа да започнеме во однос на физиолошката симптоматологија, поточно физичките симптоми или она кое што може да се појави како реакција од оваа промена. Некои го чувствуваат, некои не го чувствуваат, за некого тоа е нели минливо, не ни забележуваат, а за некого пак може да има дали промена во спиењето, дали еве статистиката вели зголемен број на сообраќајни незгоди и така натака. Дали ова се однесува на ваквата промена на времето, дали тоа може на таков начин да влијае, што во твојот домен или во твојата работа како експерт би можела да го објасниме во оваа насока? Да, дефинитивно секоја промена на времето и ова и онаа што следната околу октомври му прави промена на телото и секој од нас може да ја осети затоа што иако часовникот кој се помести, ние внатре имаме биолошки часовник кој што го нарекуваме циркаден ритм. Тој си функционира според одредени навики и рутини на кои што сме го навикнале. Самата промена на времето, иако наведоме само 1 час, ќе му направи промена на телото, бидејќи телото ќе има желба и потреба повторно да се разбуди во неговото старо време, а не во новото. Особено во оваа промена каде што губиме 1 час на спиење, најмногу овде се зголемени, ова е причината поради која што најмногу се зголемени сообраќајните несреќи, бидејќи се будиме поненаспани, многу е намалена концентрацијата во првите неколку дена, расположението се променува и тоа се случува особено во првите 3 до 7 дена од промената. Кај одредени луѓе кои што имаат проблеми со инсомнија, со спиењето, кај нив таа промена може да трае многу подолго, односно да ја осеќаат промената многу подолго и да им треба подолго време да се навикнат. Ова што го спомнавме со Европската унија, од една страна се да кажам бизнисите и сето тоа дека на нив и повеќе им одговара ова летно сметање на време, од друга страна се експертите за спиење кои што многу зборуваат за тоа од понегативните последици кои што ги има врз здравјето и врз спиењето на човекот летното сметање на времето. Меѓутоа, тоа е тоа. За жал, повторно ќе кажеме дека дел од бизнисите тука влегуваат некако, нели, како се пролекуваат како теми, а зачувување на електрична енергија, нели, и така натаму. Само да сакам да прашам околу, нели, дали сериозно 3 до 7 дена е од прилика, да речеме, вака часовно, календарски гледано,
добра адаптација да нашиот биолошки часовник со овој физичкиот кој што го гледаме нели на зидот се адаптира да речеме според новите правила. Да, најчесто 3 до 7 дена, после веќе почнуваме и ние да функционираме и телото, бидејќи во тие 7 дена ние веќе се будиме по новото време и како на еден начин или кога ќе отидеме во Америка или кога ќе смениме временска зона, ќе ни се потребни неколку дена да се навикнеме на новото време. Така да, джетлек. Така да и сега ни се случува еден вид на джетлек, така да 3 до 7 дена ни се потребни на телото да се навикне и да почне да функционира по новото сметање на времето. Да, често пати во твоите интервјуа знаеш да го апострофираш и твојот став. Дали Македонија е во вистинската часовна зона, првото прашање ќе би ти го поставил, и дали си за постојано летно сметање на времето? Кога станува збор за Македонија и географија. Да, за Македонија апсолутно не сум за постојано летно сметање на времето, бидејќи на нас општо и на луѓеви и на мене сега ми е убаво кога нели порано ќе се раздени и сето тоа е супер, апсолутно. Подоцна ќе се стемни. Да, но ако го оставиме летното сметање на времето, тоа значи дека во декември месец, крајот на декември, јануари месец, наутро кога ќе се будиме во темница. Бидејќи тогашното 7 часот ќе биде сегашно 6 на еден начин, што значи дека ќе се будиме во темница, часовите ќе почнуваат во темница и тотално нема да можеме да функционираме. Имаше еден ваков експеримент направен во Америка, каде што инсистираа луѓето на задржување на летно сметање на времето. Се правеше анкета помеѓу народот, дури 70% сакаа да се задржи летното сметање на времето и го задржаа 7 месеци. Во одреден период беше тоа само? Да, до крај на февруари отприлика некаде, каде што веќе почна сите фактички ги осетија последиците и што уствари значи задржување на летно сметање на време. Бидејќи никој сега не мисли во декември и во јануари што ќе ни се случува. Почна да се будат во темница, почнуваа првите часови на училиште во темница, работната недела ти почнува во темница и многу се зголемува депресија, се зголемува умор, така да дневната светлина, сонцето ни се многу битни за да можеме да го стартуваме денот како што треба. Ако се разбудиме во темница и како стартуваме денот во темница, многу по-лошо функционира. Значи би требало како што го имавме зимското сметање на времето, кое што не доаѓа таму последниот недела од октомври, така да биде во текот на целата година. Значи да го немаме, немаме оваа промена според. Така и експертите за спиење на еден начин тоа и го препорачуваат да се задржи едно сметање на време, но да се задржи зимското. Тоа е природното, не е летното. Летното е наметнато. Зимското сметање на времето е всушност природното сметање. Да, не знам како таа индолентност се покажуваат, да речеме и тие луѓе чинители од Европската комисија и така натаму, кога говорат повеќе за бизнис секторот, а ги негираат, да речеме, сите медицински експерти кои излегуваат и кажуваат. Како што ја Иван имавме податоци дека секој прв понеделник по промената на часовникот не само сообраќајни незгоди, како рековме, мозочни удари, срцеви биења поголеми, па дури и за жал инфаркти и така натаму, кај голем дел од популацијата поучени до искуството како да се игнорира тој човечки проблем и феномен кој што се појавува во првиот понеделник. Па не знам, веројатно поради тоа што навикнате веќе народот се, навикнато останато е така и веројатно бидејќи не само за штедење на струјата, пример летното сметање на времето им одговара повеќе и на рестораните и на трговските центри, на бизнис секторот, дефинитивно бидејќи до покасно во ноќта ние сме надвор. Сакаме да излеземе надвор, така да сето тоа им одговара повеќе на сите и искрено не верувам дека ќе се промени. Така што ние ќе си зборуваме и понатаму, нели ќе се прашуваме и ќе се информираме за тоа колку всушност е важен квалитетот на сонот и по нашето здравје и како сето тоа може да ни влијае. За некој можеби ова што го спомена Сања ќе го почувствуваат свесно, некој несвесно и дури можеби подоцна ќе се сетат зошто овие денови така се чувствувале или имале можеби несолница и промена во спиењето, но ако зборуваме токму за квалитетен сон и промената која што се случува на ваков начин, ако малку подолго трае или ќе ни каже Сања во која граница и колку до кога може веќе да се чувствува по нашето здравје, поточно да не биде така позитивно, односно да ни влијае полошо. Кога можеме да веќе да се, да речем, на некој начин загрижиме или да побараме совет? Спиењето, значи, како што спомнавте, ние имаме квалитет и квантитет, го делиме кога зборуваме за спиењето на квалитет и квантитет. Колку долго спиеме е квантитетот, се препорачува секој да спие помеѓу 6 и 8 часа, со тоа што 6 е една минимална граница. Најдобро би било 7 до 8 часа ноќен сон на секој еден возрасен човек. Квалитетот без будење.
без Да будење. можеме. Точно, да. Квалитетот е токму тоа, без будење или дури и да се разбудиме, да бидеме во можност повторно многу брзо и лесно да презаспиеме. Да речеме покрај физиолошки потреби кои што може некој пат се јавуваат. Да, меѓутоа кога ќе се вратиме во кревет, да имаме способноста да можеме повторно брзо да презаспиеме. Ако не можеме, ако се вртиме со часови во креветот, значи дека ни се нарушува квалитетот на сонот. Или кога ќе легнеме да спиеме, ако не сме во состојба веднаш да заспиеме, се вртиме саат време, не успеваме да заспиеме и тука значи дека се нарушува квалитетот на сонот. Така што за да бидеме наспани наутро и да се чувствуваме одморени, многу е битно да спиеме квалитетно. Луѓето кои што кога ќе се разбудат наутро се чувствуваат многу уморно, во текот на денот се чувствуваат поспано, имаат прилично поголеми промени во расположение, одеднаш заспиваат или на пример одеднаш им паѓа, значи ние ќе кажеме ми падна притисокот и ми се приспа. Сето тоа може да се знаци и симптоми дека не спијат добро навечер. Многу често ги игнорираме или ги занемаруваме или мислиме дека нешто сме болни, на се друго ќе помислиме освен на спиењето. Спиењето е исклучително важно за секој еден, за целото тело, за целото здравје, така што ако спиењето не е нарушено, автоматски не се нарушува имунитет, сите функции во телото би рекла дека почнуваат да се нарушуваат. Една третина, како што кажуваш, математички од еден просечен животен век кај човек го поминуваме во спиење и тоа да не е квалитетно. Сега ти сподели милиони искуства сигурно си имала во твоето децениско работење сега како експерт по спиење и единствениот центар за спиење кој што е кај нас доктор Гуднајт. Претпоставам дека секој еден од нас ти адресира некакви прашања. Меѓутоа, ако направиш евалуација на сите овие години до сега, кој е најчестиот проблем кој што го забележуваш кај луѓето, да речеме бидејќи денеска дискомфортот и, да речеме, дефокусот од спиењето е мал милион. Зрачење на сина светлина, ние постојано сме со паметни уреди. Несоодветното спиење, збориме несоодветна перница, несоодветен, не знам, јорган, подлога и така натаму. Прекомерното размислување, мислите, Има мал милион работи кои што сериозно ти се бубачки наши, кои што не ни дозволуваат да го имаме тој квалитетен сон. Од твоето големо детинско работење, што ти е можеби топ 3 работи кои што ги гледаш кај македонската популација? Овде би ги поделила прво категориите, кај децата и кај повозрастните, да кажам. Кај децата е еден од најголемите проблеми зашто се будат навечер и зашто не спијат. Би ги кажала два проблеми. Едниот е каде што родителите настојуваат детето да легнува покасно. Значи некако тоа 7-8 часот легнување им е многу рано, бидејќи ние сме си народ кој што сакаме да си прошетаме до доцна навечер, си одиме по ресторани, кафани и родителите некако не го сваќаат тоа дека е дете и треба да легне во 7-8 најкасно веќе да е заспано. Така да тоа е еден проблем. Другиот проблем е начинот на заспивање, нишкање, доање, возење во кола, возење во количка на секој можен начин, освен да го спуштиме и да заспие како што нели ние заспиваме. Тие две причини се едни од најголемите зашто децата не спијат. Кај возрастните, тука е веќе малце, тука е многу игра улога психолошкиот фактор. Значи мислите, со што се сме оптеретени преку денот. Минимално даваме фокус на спиењето, даваме повеќе фокус кога нешто нема да ни е добро, даваме фокус на здрава исхрана, на вежбање, што се исклучително важни и се дел нели од целата тоа едно тројство, би рекла спиењето, здравата исхрана и вежбањето, меѓутоа најмногу се става фокусот, најмалце, се става фокусот на спиењето, така што повторно овде доцните излегувања, стилот на живот кој што го имаме ние македонците, кој што е поразличен од Европа, многу влијае на спиењето. Дополнително грижите. Кај возрастните, кога се работи со возрастни, многу е битно да научат техники и методи кои ќе ги користат во текот на денот, да се смируваат, да можат да научат мислите кои што доваѓаат за време на спиењето, кои ни доваѓаат, да ги пренасочиме во позитивни мисли, да ги пренасочиме во мисли или да не во тој момент размислуваме на сите тие работи, бидејќи тоа уствари ни го отежнува после спиењето. Тука веќе има лекови кои лекови се пијат, бидејќи веќе нели повозрастната популација има. Да, така да сето тоа е дел од причините зашто спиењето е нарушено. Да, Сања, во контекст на кој што го спомена, прво ќе почнеме со најмладите или кај децата и верувам дека и родителите доаѓаат по совет, особено доколку имаат можеби некој предизвик во однос на
тоа како децата им заспиваат или кога им заспиваат и од друга страна за оние родители кои што инсистираат можеби детето да легне во 7 и во 8 часот, но тоа никако е невозможно или неуспешно. Дали тоа зависи од самиот детски биоритм, како и на кој начин или се создава детскиот биоритм, веројатно е малку подолго објаснување. Но да, еден од можеби предизвиците со кои што се соочуваат родителите е како да го легнам детето порано. Иако ќе инсистира родителот, детето може и ќе легне, но ќе заспие после час и половина, на пример. Така што како и на кој начин тука пак може родителот да придонесе наспроти оние кои што ги легнуваат можеби порано од X причини, покасно, а за оние кои што сакаат порано, но сепак не успева да го заспиат или детето да заспие. Тука има една, тука има една граница кај децата. Ако не ги заспиеме, пример, децата исто како и ние имаме природен биолошки часовник, но кај нив е многу поедноставно. Кај нив они буквално се будат и заспиваат и се раководат според светлината. Доколку до одреден момент не ги заспиеме. Пример, дете од 12 месеци треба да биде будно некои 4 до 5 часа измеѓу завршување на дремка и ноќно спиење. Ако ние ги пречекориме тие 4-5 часа, кај детето почнува да се лачи хормон кортизол кој што го зголемува нивото на шеќер и детето одеднаш станува во состојба кај што е многу поактивно, адреналин и навечер се однесува како да сте му дале чаша еспресо да се напие. Значи со многу повеќе енергија и делува дека воопшто не му се спие. И затоа и најчесто ќе ми кажат родителите, ма тој е најактивен во 9 часот, воопшто не сака да заспие, после до 11 не можам да го заспиам. Тоа е затоа што не заспал во 7 или во 8 кога му било реалното време за заспивање. Децата ќе дадат знак во тој период дека им се спие, но не она јасен. Може на пример околу 7 малце да бидат постишени или малку покенкави. Мал знак ќе дадат. Ако не се заспиат во тоа време, после доаѓа кортизолот, лачење на хормонот, зголемување на нивото на шеќер, имаат многу повеќе енергија и тоа е една од причините зашто не можат да ги заспиат после до покасно во ноќта. Сања, за еден просечен човек, да речеме возрастен, ајде, ќе ни кажеш и за можеби децата, тинеџерите, адолесцентите, кога е вистина најквалитетната REM фаза од 10 до 2 часот, да речеме се тие 4 часа клучни за deep phase или што велиме ние длабока фаза на сон? Да, најчесто да, бидејќи мелатонинот почнува да се лачи околу, да кажам, 7 часот, околу 7, тука почнува веќе лачење на мелатонинот, почнува на еден начин се припрема телото за фазите на спиење и за спивање. Доколку ние го одложиме тоа, сето тоа се одложува, што значи дека квалитетот на сонот не е добар. Затоа е многу битно да се легнува на време, за да можеме да ги одспиеме тие фази како што треба. Особено кај нас возрастните, не битно дали ние ќе легнеме во 10 или во 12, секојдневните обврски ни диктираат едно време во кое што треба да станеме наутро. Кога ние го кратиме времето, на еден начин ја кратиме таа REM фаза. И да се навратам на летното сметање на времето, тоа е уште една причина зашто не ни одговара толку многу, бидејќи за време на лето многу покасно се стемнува, што значи дека самото лачење на мелатонин е пролонгирано. Да, вистина дека велат Сања, оваа промена на часовникот од зимско кон летно е полесна отколку онаа во октомври која што начекува? Не, за телото и за луѓето би била спротивно. Потешка е. Сега да ни беше убаво времето со сонце надвор, многу полесно ќе ја прифатевме, бидејќи сонцето, дневната светлина, особено сонцето, многу влијае на тоа, стимулира да бидеме посвежи и порасположени. Меѓутоа, за телото, за човекот, оваа е потешка. Потешко е прифаќање. Имаме различни професии и има професии кои што третата смена е еден неизбежен дел. И тука е апсолутно сосема различен биоритм и промена која чувствуваат оние кои тоа добро го знаат и имаат таква работа. Во однос на ноќното спиење, дневното спиење, има луѓе кои што ќе речат јас сум ноќна птица, повеќе сакам да седам навечер, ама имам можност да спијам во текот на денот. Дневното и ноќното спиење апсолутно се разликуваат во својот квалитет, како што спомена квалитет и квантитет, иако може во текот на денот може да се овозможат дури и 8 часа сон, вечерното спиење не може да се замени со тоа. Како тоа се одразува особено на таа категорија? Луѓе кои што или работат трета смена или пак се ноќни птици, така се нарекува. И го немаат изборот во моментов. Да, за жал имаме многу луѓе кои што го работат така и тоа е веќе друга категорија, значи нарушен е сонот таму, меѓутоа кај нив се обидуваме, иако во текот на денот
нели се избегнува спиење, кај нив мора да се спие во текот на денот, со тоа што се прави атмосфера за време на спиењето како да е навечер. Многу е битно целосно да се затемни просторијата во која што спијат, доколку е возможно да се исклучи максимална бучава. Фамилијата е многу важно да знае дека сега е време за одмор за човекот што е трета смена, да не се влегува во соба, ако треба и со тампони да се спие или бели шумови да се вклучуваат за да се блокира целиот звук. White noise, да, white noise, точно, за да се блокира целиот звук на еден начин да се направи една вештачка средина, нокина средина за спиење, така да кај ни функционираме на тој начин, односно се прават посебни програми и начини и методи за да го колку толку да го надокнадат сонот. Иако на долга стаза си ги осеќаат последиците по здравието дефинитивно. И сега кон крајот како се движиме за разговорот, има луѓе и се уште една таква категорија која што вели јас не можам да заспиам без телевизор. Веројатно и голем дел што доаѓаат кај тебе истото можеби ти го кажали, иако сосема е јасно дека тоа така не треба да биде. Но веројатно тоа е навика која што се провлекува и доколку сакаме да искорениме, постојат и методи, техники, начини, меѓу другото и за нели решавање со инсомнијата и проблемите кои што ги имаат дел од граѓаните во однос на неспиењето или квалитетот на сонот, но што советуваш Сања во тој дел? Телевизорот и телефоните зрачат плава светлина, која што нели се пренесува преку зениците на окото до мозокот и таа плава светлина го нарушува мелатонинот. Мелатонинот ни е многу важен за да заспиеме, да влеземе во длабоките фази на спиење. Најчесто луѓето кои што заспиваат гледајќи во телефон или во телевизор можат полесно да заспиат. Една од причините е поради тоа што се фокусираат токму на тој момент, особено кај возраст, па и кај децата, се фокусираат на тоа и мозокот не размислува на се друго, нели како што кажавме, но самото тоа па може да предизвика да го наруши квалитетот на спиењето, бидејќи нема да можеме да влеземе многу во длабоката фаза, што значи дека квалитетот на спиење е нарушен и иако ќе заспиеме, во тој момент се чувствуваме дека нели сме заспале длабоко, но квалитетот на спиење е нарушен. Секогаш имаме категорија на луѓе кои што ќе кажат и на земја да заспиам, јас спиам, мене не ми е проблем. И тоа се стварно срекници и тука не значи дека они треба нешто да променат исклучиво, особено ако немаат проблем. Ова е повеќе за луѓе кои што чувствуваат дека имаат проблем со спиењето, гледаат дека не можат да заспиат како што треба или се будат навечер почесто. Значи кај нив треба да видат кои се работи може да ги променат за да го подобрат квалитетот на сонот. За самиот крај би те прашал, бидејќи се прорече како тема разговор дека големите ингениозни умови, апропо го споменавме Никола Тесла, кој што бил нели неверојатен во своите патенти, експерти и така натаму, спиел помалку од 3 часа, 4 часа, барем според неговата биографија и така натаму. Има различни пристапи холистички кои што помагаат со таа спокојна фаза во животот, па дека помалку сон е потребно и така натаму. Дали тоа е мит или вистина? И би те прашал, бидејќи ја споменавме пладневната сиеста, еве Ивана те праша баш и за оние трети смени така натаму. Дали сиестите сериозно може некој па да ни донесат подобра состојба на телото, физичкото тело, да ни дадат баш едно простор за подобрување можеби во текот на денот, попладневна дремка ако е добро искористена. Попладневната дремка убаво, може секој да си има попладневна дремка, меѓутоа да биде барем околу 20 на минути, ништо подолго. Не. Бидејќи кога спиеме подолго од 20 минути, веќе влегуваме во друга фаза на спиење, веќе почнуваме да влегуваме во фазите на спиење кај што е подлабок сонот. И прво кога ќе се разбудиме со може дури со главоболка, со малце се будиме уморни. Втора причина зашеметени, да. Буквално зашеметени. Втората причина е самото тоа влегување во таа фаза и долгата дремка може да ни го наруши ноќниот сон и да ни го пролонгира вечерното спиење, а наутро повторно треба да се разбудиме порано. Така што освен за луѓето кои што се трета смена и за кои што важат различни правила. И оправдување за джетлегот, можеби сиестата тука е добра? Да. Во овој период особено додека се навикнува телото може да си дремнеме, меѓутоа така 20 на 30 минути толку, ништо повеќе, колку да одмори телото. Никола Тесла и спиењето со помалку од заборави што беше друго. Часа. Како што кажавме, тоа се исклучоци на луѓе. Бидејќи сакаме да пробуваме тестови во животот, да се подпреме на некои навики кои што ги имале големите умови. Ама и различните истражувања се заснуваат исто и на... Да, така е. Меѓутоа, не би им препорачала на луѓето да тестираат со 3-4 часа спиење, навистина е малце. Секогаш има исклучоци, секогаш има луѓе кои што стварно, мислам, ќе кажат дека немаат проблем со толку кратко спиење,
но од сите истражувања, од целата наука за спиење, сето тоа кажува дека 7 до 8 часа сон на нас сепак ни се потребни. Да. Благодариме Сања многу, Прекрасно, иако веројатно уште благодариме. прашања и ни надоаѓаат со Марко, но како и да е ќе оставиме простор за следно пат. гостување. Да. Добро е што имаме доктор Goodnight или имаме тебе за оние методи и техники Да. кои што може да се практикуваат за полесно заспивање за оние кои што се соочуваат со еден ваков предизвик. Иако верувам дека дел од тие методи можеби тука ќе се вметне физичката активност или јогата како таква, иако го поврзуваме ова со нашиот следен разговор да, и се видяме. веројатно и спиењето е поврзано и со нашите емоции. Ние ќе зборуваме во продолжение за ослободувањето од тагата која што можеби во едно вакво време и почесто ја чувствуваме. Некако може да ни се испреплетат овие теми, но нели постручно во продолжение и со нашата следна гостинка, а Сања со тебе се гледаме во следна прилика. Ти За сите благодариме. кои што сакаат да се советуваат подобро за здрави навики и добро спиење, има програми на доктор Goodnight. Благодарам што си тука. Ви благодарам и јас многу на вас на поканата.